Здраво, Шкорпи! Добро дојдовте. Ова ќе бидат вашите тарот пораки, кратки тарот пораки за месец март. Ајде да видиме што ќе донесе месецов за вас. И првата порака која ја гледам овде е една ситуација каде вие правите нешто со цел да остварите или да задржите некаква ситуација, некаква состојба да одржите, да задржите некаков сега и углед може да биде, да си го задржите угледот ли, или да задржите некакво ниво некаде. Да го одржите, да го задржите и да го зачувате. За многу од вас може би е на работа, да правите нешто со цел да си го задржите статусот, да си задржите угледот, да задржите нешто и го остварувате ова, зашто вие правите нешто, не дека само така преку представување сакате да го задржите, не, туку вие нешто правите, работите на нешто со цел да го задржите. Можеби сте во ситуација каде што треба да бидете оценети и да се знае дали вие треба да бидете овде, на ова ниво или можеби подолу. Вие ќе си го задржите, а многу од вас и ќе го надминете, затоа што некој од вас и ќе го надминете или пак правите нешто со цел да скокнете еден чекор нагоре или и скалила неколку нагоре, и не мора да значи дека за сите е ситуација во работата, за многу од вас и за некоја ситуација приватно од вашиот живот, во домот, семејството, вие нешто правите за во домот да задржите, сега за некој од вас, да задржите мирот, правите се што можете, сите да бидат спокојни, исполнети, сите да бидат задоволни и правите вие нешто, а некој од вас пак правите нешто за да зачувате. Не знам што треба, не знам, мене ми е тешко да кажам, кога се работи за многу од вас, не знам конкретно во поединечно во животот това за што станува збор, меѓутоа вие се што може правите за да зачувате нешто. Што е тоа што треба да го зачувате, вие знаете на што работите, меѓутоа јас гледам дека бидете многу успешни и сето тоа благодарение на вашиот труд, на вашиот влог и на се оно вие што правите само за да го задржите и зачувате сето ова. А за многу од вас, можеби помладите пак, јас гледам дека вие нешто правите со цел да зачувате, да задржите некакво мислење, да задржите некакво место некаде, некаква состојба. Можеби до сега сте важеле за помладите, да речеме, сте важеле за многу умни, многу паметни, може на училиште сте важеле за најдобрите, сте важеле за девојчињата, најубавите, и вие нешто правите со цел да го задржите тоа мислење, таа состојба, таа ситуација, и овде вака сте многу, вие некако сте ревносни ова да го зачувате и да го задржите и не оставате туку така да ви се лизне од рацете. Туку ќе си го задржите, зачувате и тоа по ваша заслуга. Едната порака за Шкорпите и ситуација каде можеби вие требало нешто да направите. Требало можеби да одите некаде, некакво патување предстоело и ова е заедно со семејството. Ако е за тие што си имате семејство со семејството, ако не, можеби некој од вас со пријателите, со роднините, со некого што сте се договориле каде треба да патувате. И за жал во март месец ќе се случат некои непредвидени ситуации за вас, каде што вие ќе мора да го одложите тоа. Можеби ќе мора да ги оставите другиот дел од вашето семејство да патуваат сами, зашто вие не сте во состојба, нешто се случило на работа, па вие мора да бидете присутни, нешто се случило во некаде другде, во некој друг аспект, од некој друг аспект сте спречени и ќе мора да останете сами, а другите да ги пуштите да патуваат без вас. Некои други Шкорпи пак ќе бидете спречени да направите нешто, и ова нешто јас верувам дека е вие што го правите за доброто на вашето семејство, за партнерот, нешто каде сте во заедница, дали е бракот само или целото семејство, пошироко семејство, и вие нешто сте спречени да направите
и може би требало да направите неколку работи, но за жал нема целосно и комплетно да можете ова сето да го завршите и ќе бидете малку како разочарани, не дека некој ќе ви замери, не дека некој ќе ве обвини за нешто вас, тоа е сето разбирливо, сето сватливо е, другите знаат, другите се свесни дека правите се што можете, меѓутоа ете нешто едноставно не може да се случи, спречени сте од некоја ситуација, можеби некаде, не знам, ете вие некој можеби кој ќе патувате некаде, ќе има некои одложувања на летови, одложувања на не знам, некакви одложувања при патување и нешто ќе бидете спречени да направите тогаш кога вие сакате и тогаш кога ви е потребно. Не е ништо страшно, не е никаква тешка некоја енергија, само тоа е таа порака дека можеби ќе мора да одложите некакви планови, најчесто планови поврзани со патување, затоа што ништо ќе се случи непредвидено, ништо страшно, едноставно ве спречува да го направите тоа што сте го планирале. Некои шкорпи пак во месец март ќе доживеат неверојатна среќа поврзана со нешто кое вие толку многу го посакувате и не го посакувате само туку и го правите се што можете за да го остварите. Не знам, оваа порака мене ме звучи, тоа го слушам постојано во главата, го слушам истото ова, на пат кон звездите. Не знам, нешто правите вие, нешто се случува во вашиот живот што ќе ве направи, можеби некои шкорпи ќе станат и популарни за нешто, за некоја работа. Имате вие некој талент, имате вие нешто со што ќе се представите и ќе станете доста популарни. Ако не знам, на светско или на некој ниво тука локално, пред некој пред нешто, пред некаде каде што толку многу ви значи, каде што би го доживеале како светско ниво, вие ќе бидете популарни за нешто. Не знам, има нешто во вас, некој талент, некоја среќа ќе доживеете во поглед на ова. Не можам да знам, за многу од вас зборуваме и за сите е различно, за некој ќе биде многу големо, за некој ќе биде помало, но ќе го доживеете големо, како да е не знам што на светов. И мислам дека ова не е нешто што вие го планиравте сега, може го планиравте за некогаш, некаде, но не сега. Сега нешто во март се случува, нешто животот, судбината, Бог ги подредил коцките и сега вие ќе настапите, ќе направите нешто и ќе се случи нешто да вие мора да правите, да одите, да речете, да кажете, да представите, да се представите себе си и ќе доживеете неверојатен успех. Затоа кажав, цело време ја слушам во главата таа реченица, на пат кон звездите. Не знам, дали ќе го доживувате ова така, дека сте го достигнале врвот, звездите. Не знам, можеби така ќе го доживувате, како да ве носи некако животот кон некаков успех, кон некаква среќа, ве води, ве насочува некаде. За некој од вас па едноставно самиот живот, самите околности ве насочуваат кон некој правец за кој вас вие засега непознат, ќе доживеете неверојатна среќа, неверојатен успех. Следната порака за шкорпиите е една ситуација во која треба да бидете малку предпазливи, затоа што јас овде гледам неубави зборови упатени еден кон други и ова се луѓе во вашиот живот кои ви значат. Сега за други од вас, ако не се луѓе кои ви значат, туку се луѓе кои се над вас, на кои вие полагате сметки некако, од кои вие зависите некако. Не знам, за тоа разни категории луѓе, нели, разни ситуации во животот, многу од вас. Некои сте млади, па зависите од родителите, некои на работно место, зависите од некого, вие имате надредени, не знам, во било што од вашиот живот, каде вие, или пак кажав, можеби со најблиските луѓе кои ви значат, родители, деца, партнер,
треба да бидете внимателни на зборовите и треба да бидете внимателни што сакате да кажете, како ќе го кажете, затоа што јас мислам дека овде има некакви расправи, некакви конфликти и тоа ќе дојде така некако неочекувано, вие мислејќи дека нема до толку големо да го направите, толку да го доживеат другите може големо, ќе кажете нешто со цел да не знам, од невнимание ќе го кажете ова, реално, и може да ја изгубите довербата кај луѓе кои пред кои не треба да го направите тоа. Внимавајте многу. На крајот на краиштата никаде едноставно мора да се премолчи и тоа е тоа. Не се работи за никаква неправда, не се работи за тоа дека вие ги нешто ќе сгрешите или нешто вие ќе се погазите себе си, не. Едноставно треба во оваа ситуација која се гледам овде, вие треба да премолчите и вие треба да изберете позитивната страна на дејствување и однесување. Ако ја изберете таа, се ќе биде во ред, се ќе биде добро. Ќе биде малку како напната ситуација, меѓутоа нема да дојде до конфликт и нема да дојде до расправија. Но ако изберете да бидете оштри со вашите зборови, како што многу шкурпи знаат и да бидат, тогаш верувајте дека ќе погрешите, многу ќе сгрешите, дали пред поставените, дали пред тие кои ви прираснале за срце, ќе сгрешите и затоа внимавајте за да не си направите некои проблеми. Изберете го, ве молам секогаш позитивното, изберете го мирниот пат, патот со убави зборови и само така ќе биде добро во месец март. За некој пак шкурпи гледам дека многу ќе бидете, не многу, ќе бидете некако нервозни затоа што постојано нешто од вас се бара повеќе, постојано вие треба нешто да направите. Некако чувствувате како луѓето да немаат осет овој месец и се нешто имаат некакви барања, имаат некакви забелешки, имаат некакви замерки, да ќе чувствувате некој нагон да прекратите се, да кажете секому во лице што мислите. Но мислам дека вие таквите пак ќе се воздржите затоа што знаете што сакате во живот и знаете што ви треба и што не ви треба. Последната порака за шкорпиите која гледам, некако како да се сретнавме со низ поракиве овој месец со истово, а тоа е ситуација, можеби вие шкорпиите овој месец ќе имате проблем со другите луѓе во однос на тоа што тие сакаат од вас да земат, или ќе имате проблем да се задржите нешто, да зачувате нешто или да израмните некои сметки со некого. Може многу од вас сакаат да ви ја земат вашата положба, некаде на работа или пак во домот некој сака да ви ја земе положбата, едноставно да вас стави во ситуација вие да не одлучувате толку за себе, другите вие да го немате последниот збор, а вие сакате, или пак ако не сте воопшто такви луѓе, едноставно другите сакаат некако да ви ја земат положбата во некој дел. А вас тоа ви пречи. Сега зашто се работи, вие се знаете. И таа порака која низ неколку карти јас гледам се повторуваше овде, ви шкорпиите во март сакате нешто да задржите затоа што некои други сакаат нешто ваше. Можеби пак вие имате нешто што другите го немаат и другите завидуваат, ако е на работа, и сакаат да го земаат. Меѓутоа, можеби некоја идеја ваша, можеби нешто што вие сте планирале, па другите сакаат да си го припишат на себе и ќе се случува, ќе се соочувате со такви нешта во месец март, меѓутоа ништо страшно по вас нема да биде затоа што вас судбината ви е наклонета, вие се што имате, се што сте стекнале, се што сте го направиле тоа заради вашата способност, умешност, знаење, мудрост и сето тоа сте го заслужиле, затоа го имате и токму заради тоа и ќе го задржите и ќе го зачувате, нема да дозволи вашата умешност, вашата досетливост, вашата интелигенција за нешто од ова да изгубите. А за други од вас пак ова е ситуација во домот каде што вие почнувате да чувствувате дека децата ви поднараснале и сакаат некако да вас стават во ситуација да
немате многу вие можности да носите одлуки за нивниот живот, или пак едноставно сакаат, некако ќе бидат своеглави периодов и сакаат да се носат одлуки сами за себе. Вие знаете дека сте млади, дека се млади, неискусни и ќе грешат и ќе действувате тука, ќе правите нешто за тоа да не се случи, за тие да не сгрешат. И да, вие ќе бидете успешни во секој случај. Без разлика каква да е ситуацијата во која ќе се најдете, вие на крајот си ги остварувате вашите цели, вие на крајот на криштата сте тоа што сте, нема да дозволите ништо лошо да ви се случи. И ако не вие, тогаш самиот живот нема да дозволи. Едноставно само ќе се случуваат такви нешта и ќе се случувате со такви ситуации, можеби некој од вас, ако не повеќето, во месец март. И драги шкурпи, се надевам уживавте до следното видео. Чао, чао.